За вашето утрешно мени, како пред јадење ви предлагаме да подготвите празнична погаča. Во тенџерето со млекото го додаваме квасецот. Мешаме со лажица. Го додаваме шеќерот. Мешаме со лажицата додека квасецот и шеќерот не се растопат. Брашното во длабокиот сад го посолуваме. Го додаваме млекото со квасецот. Додаваме и 2 лажици масло за јадење. Промешуваме. Потоа го додаваме киселото млеко. Мешаме со лажицата. Тестото го месиме со рака. Продолжуваме со раце да го месиме тестото на работната маса. Од тестото формираме топка. Ја ставаме во длабокиот сад. Го покриваме садот со кујнска крпа. Оставаме тестото да стасува 30 минути. Во длабока чинија го ставаме маргаринот на собна температура. Го мешаме со лажица. Стасаното тесто со раце го размесуваме на работната маса. Го разлекуваме во догнавеста форма. Потоа го сечеме на половина. Двете половини од тестото ги сечеме на по 5 еднакви дела. Првото парче тесто со рака го расплескуваме на работната маса. Потоа со сукалка разлекуваме кора од 20 на сантиметри. Со лажица ја премачкуваме со маргарин. На истиот начин подготвуваме уште 7 кори. Ги редиме една врз друга. Врз 8 ставаме една кора непремачкана со маргарин. Потоа со сукалка разлекуваме кора со големина на тава за печење број 28. Кората е ставана во тркалезната тава за печење. Со нож од средината ја засекуваме кората на 8 триаголни парчиња, но до 2 см од крајот на тавата. Секое парче од средината го преклопуваме кон крајот на тавата. Од 10-тото парче тесто формираме топка. Ја ставаме на средината на тавата. Со лажицата ја премачкуваме погачата со преостанатиот маргарин. Потоа ја покриваме тавата со кујнска крпа. Оставаме погачата да стасува 30 на минути. Тавата ја ставаме во редна. Печеме 40 минути на температура од 200 степени. Празничната погаča ја ставаме на чинија за сервирање. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути. Добар апетит!